недела продолжуваме по крајбрежјето на Охридското езеро. Љубопитен сум да откриам уште колку места, колку бисери или ова прекрасно и најстаро езеро во Европа. Во Струга видовме како Црн Рим се излива од Охридското езеро. Ова авантура решив да ја започнам на најјужната точка на Охридското, Свети Наум, каде реката извира и се влева во езерото. Неслучајно на ово место се наоѓа манастирот Свети Наум, кој е и вечното почивалиште на Свети Наум Охридски чудотворец, средновековен научник, писател, учител и еден од основоположниците на словенската и македонската писменост и просвета. Оваква природна убавина е вистинска реткост. Овде е преубаво. Сакам се да истражам. Но прво морам да пробам некој специалитет и да соберам сила. Овде, на вистина, има што да се види. Добар ден. Добар ден. Повелете, господине. Само убавини. Супер. Ова е најубавото нешто што може да го добиете. Ако ми дозволите. Да. Сакам да ми објасните малку да точно што имаме овде. Само ти го предпознавам, така малку како макало, да. Добро. Више да тргнеме од него што почнавме. Ова е најдобриот афродизијак за романтична и љубовна ноќ. Ама треба двајца да го јадете од тие. Нормално треба двајца. Нормално сепак традиционално лук макало. Точно. Мелен дробен лук со малце масолце и сол. Овдека имаме традиционална закуска. Слична припрема како ајвар, но само малце подруг концепт со по-големи парчиња од ајварот, како што останува. Да, покрупни парчиња. Го имаме традиционалното џомлезе, тоа ни е како пита, како палачинки, една врз друга направена со брашно, сол, масло и лук, најнормално. Има и лукето да. Да, исто така со припрема со лук. Супер, одлично. Традиционален охридски комат, може да го наречеме како бурек, може да го наречеме како пита, како секое можно име, само што припремата е внатре со сирење и со прас. Сирење и прас, комат. Да, комат. Комат, добро. Комат, да. Добро. Тука имаме традиционално ние што си ги припремаме во ресторанот, тиквици кои што се дробени, варени во фурна, во печка и со сирење внатре. Со сирење. Сирење, јајца, сол, масло, тиквицата. И исто така нашата традиционална изведба на македонската салата. Ние не ја правиме дробена, како многу други
ресторани, туку ја припремаме со поголеми парчиња. парчиња. Лесно ига се, така да кај ги- што патлижанот е изразит, краставицата е изразита, мелените пиперки подпечени исто така изразити и нормално декорирано со сирење, овчо и биено. И биен. На здравје. Ви благодарам многу. Ке уживам, навистина. Ау, фала ви многу. Ајде, мора да пробам. Да пробате на здравје. Само ке ве заморам едно парче леп. Оти макалото без леп не оди. Ви благодарам. Едно прашање само. Повелете. Дали можете да ми најдете некој или да ми објасните малку една приказна за местото? Сега ќе повикам менеджерката и таа ќе ви објасни повеќе за ресторанот. Супер. Ви благодарам. Фала ви многу. Здраво, добар ден. Марика Јас сум сум Марк. јас. Марика, мило ми е. Прашав на кендерот дали имаше некој што ќе можеше повеќе да ми објасни за ресторан. Мислам, ти сте. Да. Ви сте одговорна овде? Тука сум danas. Можете да седнете со мене малку да имаме еден убав разговор, да ми објасните овој прекрасно место. Вау, овде навистина се ужива. Се ужива, да. Овде се доаѓа и се јади 3 сати. Мислам, ти не може да се одлепиме од масата, има лепак на некој, да. Со овој убав поглед. Природата си го прави Не ви е своје. тешко за вас да работите така секој ден овде? Не. Природата ни дава баш поголем Енергија и мотив за се да тоа. може Да. да сработиме како што треба. Од кога постои овој ресторан? И навистина се гледа од тие како нам стар ресторан, мислам од еден од најстарите овде во регионот. Да, доста стар ресторан е, но ние како една заедница која што го работиме, Добро. скоро 15 години го. 15 години сте тука. Ами се фи малку појќе, со ти А местото ние така како... да. А вие? Да. Да, окей. А иначе местото е многу постаро, да. Имам 50-60 години, мислам, Сигурно, и повеќе од тоа. Да. Браво. Супер. Гледам од имате и бисери надвор, имате нашата и са фамилија. Нашата фамилија од Браво. 1954 година ги изработува бисерите, Окей. како првата фамилија на Свети Нам која изработува бисери. Значи во летото мора на гостите да му се даде баш една Точно. убава Ја мислам приказна, оти- се да е комплетно, да може да уживаат. Со чамците, изворите на црни дрим, која што е безпрекорна убавина за Да, секој гост. знам оти има нешто таму понатаму, има случајно, има, ќе одиме после да го видиме, има- оти мора да Да, се кажува ти врие вода, извори, да. таму исто има уште една црква, Света Богородица, која се оди со чамец или Добро. по планински пат Окей, може може да се оди и стигне. пешки. Да, може и Малку пешки. сум да се- мрзлив, јас мислам Не, оти затоа ќе ви- со кајче мислам дека Седиме е со кајче до одлична таму, да. солуција. Гледам оти имате уште еден стар чун така овде Да. во средината Да, на езерото. Многу добро. Супер. Малу Навистина. да има како некоја символика дека заради чамците, заради Да, се да не е да. како празно, така да. Ви стои тука. Супер. Гледам има народ. Многу сте посетени. Посетеност, да. Посетен. Да, имате голема посетен. Има. Извинете, мојот македонски не е Нема совршен. проблем. Се трудам да ги најдам најдобрите зборови. Убавина. Фала многу. Супер, уживајте. Се надевам да се видиме после уште, ќе поминиме, ќе ги гледаме бисерите, ќе гледаме Нема малку проблем. све што имате овде. Се што треба јас Фала ви оставам многу. на нашиот Ви персонал. благодарам многу. Се гледаме после. Добре. Фала. Како ви се допадна пред јадењето, господине? Само ти тањерот колега да ви го извади. Беше бриш како се кажа. Брис, како се кажа точно? Ништо нема. Чистка. Чистка. Па чистка. Тогаш ова уште Многу добро. повеќе ќе ви се допадне. Ау. Да ми кажавте, и ова е вашата специјалитет? Да. Ова е Нема плескавица, да. Нема ништо поубаво од мелено месо, од плескавица, ама охридска плескавица. Плескавица. Добро. Што е посебно? Има месо, гледам, што има? Богато месо, Има кај што сирење, имаме има нешто така, не знам. да. Богат избор на месо, свинско, јунешко и телешко. Мешави. Добро, супер. Плюс додаток на сланина внатре.
љути пиперки, помалце кромиче и на крајот запечатено со кајмак. Кајмак. Па ќе биде кајмакот на крај супер. Одлично. Ајде. Морам да ве замолам да Мора да пробате. пробам. Да, мора да пробам тоа. Од лјудок што дава благ шмех. Океј? Видите, баш многу интересно, ама самиот шмек на плескавицата е подруг. Самата пиперка дава поизразит шмек. Ви благодарам. Здравје. Супер. Господине. Многу добро. Фала ви. Пред да продолжиме авантурите на Марк, сакав да ви подарам еден убав поклон од нашите партнери вино од Чато Сопот. Гледам од неговите имате на менито, ама може сега ќе го пробате и ќе Може сакате би, да го имате на мени. Мислам оти Фала многу, ќе ви се допаѓа. Ќе го Јас пробаме. го обожавам и навистина валя. Повелете. Ви благодарам за Благодарам. убавото јадење, за гостопримството што ми го Се надеваме дека пак ќе ни со бидете гости. големо задоволство. Имав неколку пати прилика да дојдам, никогаш не сакам да се покажам и се тоа. Вистина денес е малку другше. Доаѓам за авантурите на Марк. Многу ми беше мило. Ќе одиме да ги видиме сега бисерите. Ајде. Ќе видите со Да, мене да, или? да. Бе, супер. Продолжуваме. Треба уште 2 шишиња вина да ви дам тогаш. Не мора. Добро. Да се задоволиме. Ајде, продолжуваме. Влеговме, ги видовме бисерите. Видовме на маса, имав неубав поглед. Сега се враќаме, сакам да имам малку објаснување од овие бисери. Од Охрид, од това имам, мислам, многу приказни околу бисерите од Охрид. Кажете ми нешто од нив, како се прават, од каде доаѓа до што, како се направени све тоа. Охридскиот бисер, значи нашата фамилија Ристовски од 1954 година самостојно ги изработува охридските бисери. Океј. Охридскиот бисер е со малку поразлична изработка отколку што ги имаме слушано бисерите кои ги прави самата школка. Тоа е голите што се додава парче. Да. Океј. Значи, најпрво се изработува таа. Океј. Ќе направам. Значи, тоа е основата. Тоа е мајката на бисерот, што се нарекува. Тоа е само од внатрешниот дел на школката. Се изработува од внатрешниот дел на школката, се Добро. прави како смеса, за да стигне до таа форма и тој модел. Океј, се прави смеса. Не се Да. не се зема и не се претопка, не. Се прави дако. Океј. Внатрешниот дел, како нема да речеме дека тоа е модел на школка, Океј. се зема тој внатрешен дел, се Добро. прави, се изработува, да се добие тој модел Браво. на бисер. Чудо, се ладни така кога ги пипнав. Да, тешки и ладни. Затоа една од специфичностите како да го препознаете охридскиот бисер е ако е тежок и ладен. Ладен. Да. Го припознав, да, навистина. Чудо. Да, импресијата е таа. Браво. Вториот процес на изработка е добивањето на емулзијата, таа бела боја, шампањ. Шампањ. Се изработува, Перло шампањ. да, се изработува од емулзијата која се добива од рибата плашица, која е ендемични вид во Охридското езеро. Океј. Значи тоа е таа. И ова е ладно, да, и тешко. Значи, и ево, Навистина. на дневна светлина може да се заприведи дека не е иста боја, дека Да. како Малку нешто зелен. некој Супер.
додатоци. Многу убаво. Не ги покажувате многу од тие која сопругата ми го гледа тоа, ќе бара да дојдам кај вас. Сите модели се во комбинација со италијанско сребро, со циркон или со маркизит. Во таа емулзија се додаваат други хемиски бои, каде што бисерот изгледа мало поразлично од бело. Значи, Тоа се како перлите од Таити, од не знам што. Знам ти таму има црни, да. Водата оди го Да. на линија, така мора и ние да го следиме тренд. Трендот. Браво. За Многу секој убаво. купен производ се добива сертификат гаранција. Океј. Така тоа е се. Па знаете што, се надевам оти после ова мала презентација што луѓето кои гледат, ќе дојдат многу да ве посетат, да дојдат. Како што вие им дадовте нас еден О. и така сакаме да ве испратиме, се надеваме дека вашата сопруга ќе биде Ви благодарам. Ве бакнувам за незен. фала многу. Фала многу. Ајде, доаѓаме, имаме уште поклон, што може поубаво. Фала многу. Ви благодарам. Одиме сега на кајче. Ајде. Фала. Пријатен ден. Убав ден исто. Фала. После ресторанот, после бисерите, одиме на друг бисер. Ова е убаво мини езеро, да кажеме, на страна од Преспанското езеро, од Охридското езеро. Ова се вика како посебно? Изворите на Црни Дрим. Изворите на Црни Дрим. Ете, овде водата е стакло, не можеме да кажеме друго, чиста, што може и да се пие така, мислам, директно може да се пие. Да, чиста вода. Имаме еден овде капитан, да кажеме, специјалист, да, како се викате? Наум, па тоа е Исто, типично, ко манастиро исто типично име од Охрид, мислам, Наум, Свети Наум, се возиме со Наум. Се возиме со Наум. Кажете ми малку повеќе за ова место, за убавото, прекрасно место. 70% од водата доаѓа од Преспанско езеро. Океј. Тоа е 850 метри, а Охридско е 680. добро. 150 метри е повисоко. Повисока. И под Галичица овде извира. Океј. Ваму ќе ви покажам изворите горе. Температурата на водата е од 10 до 12 степени и во лето и во зима. И во лето и во зима. Значи во зима е 12 степени потопло. Потопло, добро, окей. Да. Ама треба во 12 степени да пливаш, малку е ладна вода, да. Ама гледам, навистина, лето, зимо, има луѓе што се бањат во Охридското езеро. Мислам ти овде не е забрането. Забрането е. Забрането е е. забрането, затоа е со веслање, нема мотори, нема Ништо, да. Да не се загадува. Да се чепни и дрво да падне, така останува. Добро. Живот Ова е чиста природа. Да. Браво. Ова е Гледам мали- ти има мали нови папчиња. да. Гледам ти има нови знамиња како да е заштитено од Галичински. Од ЮНЕСКО, Национален парк Галичица. Добро. Океј. Браво. Епа треба да се гордееме со тоа. Да. Мислам, тој е уште еден дел да кажеме од Македонија што останува чист и природно. Браво. Најпосетените извори се овие. Океј. 3,5 метри е најглабоко, Добро. 800 метри има од ресторанот од црквата Свети Богородица. Ке ве мачиме 800 метра и враќање уште 800 метра, Ево. километар 600. Нема. Хо-хо. Па гледам се водиш Што во добра. секој извори долу излезност на вода е од 6 до 10 кубици во секунда. А секунда? Да. Океј, добро. За да се напуни базен, брзо ќе се напуни со тоа. Во минута, во минута. Па гледам ти сте во добра кондиција. Секој ден го правите тоа? Секој ден. Секој ден? Секој. Ау. Това се колку километри на ден? Не памтам. Колку пати одите враќање, браво. 10 пати најмалку. Браво. Одлично. Мислам ти јас треба да го направам тоа за да ослабам. Ќе ми биде добро. Вежба. Тоа е убава вежба, да. Па има така што се купуваат апарати за Да, само за. Да, само за тоа. Овде е природно. Гледај, водата почна да се менјава. Боја, да. Глабоко ново. Се гледа. Видите му како е водата? 3,5 метри а изгледа ко метар. Дека Да. многу е чиста вода. Многу е чиста водата, навистина. Многу. Убавина. Чудо. Има како да има песок да е. Песок, да, песок. Тамо кај што е песок, тамо извира вода.
Од таму извира Сега ќе водата. видите најдобро 35 подземни извори. 35. Да, од белиот песок ќе видите како извира од долу. Океј. И 15 странични. Океј. Каква тишина. Мир, Оу, мир, мир, за душа. да, мир за душа, точно. Има нешто посебно овде, една посебна енергија, кога се шетаме така, тој мир, тоја тишина што ве прави да видите така многу јас што човек со сум многу, да кажем, те опушта да. водата. А, да, да, да. Дали има риби и такви ствари овде има? Не. Риби долу има ке мост. Долу, фемос, да. Ама А овде на зима ова... има кој ќе треба да се мрести, овде се мрестат. Аха. Вистина, водата е бистра, водата е чиста. А не ком? Како е ладна? Да. Ау! Аха. Камена. Чиста вода? Да. Слободно можеш да пиеш. Да. И се напојниме некој шишиња. На чиста вода. Чудно што не е употребена да се флашира. Мислам ти недозволено. Не е дозволено. Фате, тоа. Како да чамчето да лета на тоа. Толку Да не водата е стои чиста, на да. вода, да не Да. стои на вода. Како да нема вода. Браво. Како кажувате дрвата се тука. Дали Ништо падна не да е, се ништо не мрда, да. Се корени. Да, Си паѓа ова дрвото и па наново си, то се жили. Освен што гледаме така песокот што врие, водата поминува, и истото песок, аж само се качува и се враќа. Тоа е тоа. Да, мислев имаше песок што внесо. Не, песокот е тука, а водата само доаѓа Се и излегува го. од Да, вода и се крева песок. и се грава песок. Браво. Песок. Каков пат има во меѓу Преспанското езеро и овде, Испод а водата се Величица, чиста. под Да. Карпиковци, и затоа вака чисто. Кажавте од има една црква таму понатаму. На Света Богородица. Света Богородица. Слушнав од има нешто исто вода што поминува преку Извор незе. има да во средина на црквата. Добро. Форма на крст со сите На крст. 4 страни излегува вода. Од сите 4 страни. Океј. И таја вода исто доаѓа од Преспанското езеро Не, или тоа извор си е таму. Исто ваму се влиева тоа. Океј. Овде извор има. А и овде има извори уште. Овој странично, ваму види под дрвото. Овој се гледа Океј. најголемо. А, да. Знаеш, корека. Да, точно. Браво. Океј. Тој е единствен што е над вода, да кажеме. Да, од планина странично. Океј.
Здраво, добар ден. Добар ден и добре дојдовте. Како сте? Поштовање, Марко. Добри сте? Одлично, добро. Ми кажа да дојдам кај вас. Вие сте дел од фамилијата, роди, не знам точно што сте. Така, мислам браќа. сте браќа. Така. Добро. Било ми да ве запознам. Здрави, живи, драго ми и јас што ето во живо се гледам, јас преку телевизија ве познавам. Драго за Многу луѓе ме вашето гледаат преку гостување. телевизија, ама во живо мислам оти полесно ќе не види И убаво полно. и убаво ќе поминеме. Така си. Имате коњи, многу сте овде во, да кажеме во природата. Исто Така. острово природа, овде природа. Ја искористивме да речам, ево, таа природна реткост која имаме токму во Љубаништа, во Светинаум. Манастирот кој ни од 10 век, изворите на Црни Дрим. Точно Сигурен сум дека и прошетавте таму, Сега, дел видовте, да. сега, само што завршивме таму, дојдовме кај вас и сакавте да видиме ове, навистина, знаете, ние сме, па јас сум дете од град. Така. Ја да живеам во природа и свето, малку ми беше чудно. Осем сега што дојдов во Македонија, живеам и јас во природа, тие навистина убавина. Ама кој ни е свето, малку Ќе имаме ми можност е- да се дружиме. Да, малку и ми во е природа. чудо, да. Ој, убав кој ни е, а? Сега да кажам, дел од којните ни се тука, а иначе претежно летно време ги правиме турите, пролет, лето и есенскиот сега дел. Без разлика дали ќе се преку групи што соработуваме, тимбилдинзи што ги организираат дел од фирмите во Македонија, му правиме тури со коњчината, околу изворите, црквата Свети Атанаси, Света Богородица, околу манастирот, посета на изворите, Океј. голем број од којните си пливет во водата, дури Ај, со пливат и- гостите, да, да? по плажата си правиме Ау. цела тура. Вау, Така. вау. Тоа се гледа само на, како да кажам, на социјалните мрежи. Да, Не се гледа во да, вистина. да. А мислам, ма това го правите. Ке моите да ги запознајте сега, тие се Аха. и мирни, малце Не- дел од храна. Не каснат, Не, каснат, не, ни еден, многу се мирни. Добро. Ајде И то ќе ми се, пробаме. таа е пресована храна. Јас сум навикнат Зани. да ги хранам луѓето, ама Еве го, којните тоа е малку Али. ми е... Дечко Добро? убав. Океј. Дечко убав. Многу си убав, многу си се... Еве, ајде ќе кркаш. Дојде, дојди, дојди тука. О, сакаш уште? Полека, полека, полека. Многу си убав. Уште? Држи. Дел од турите ги организираме баш од Браво. тука и до нивната ергела покрај езеро. Ми се чини денес ако имате време, Па би јас можели да посетиме дел. Сакам да се качам на кој, ама проблем е со лошо искуство. Не, ама долго јавање, а и после долго јавање, 1 сат. А после мислев оти 3 дена ми остане коњот по ми ги носите. Тоа ми беше малку. Па можеме затоа тоаш малку една ми е- мала кратка е, тура да направиме да, со да, да, кончината, Ама а многу со се мирни, моторчината навистина. да прошетаме. Многу се мирни, многу се Прекрасни. убави. Која раса е ова? Посебна раса на коњи е тоа? Посебна не е, да кажам, раса, ова е стандарден коњ кој го имаме овдека во нашава држава. Тие не се којни некој, да кажам, со високи педигрина или увезени не знам од кој држави. нема посебно. Наше легло си овдека кој ево се трудиме сега од нашиве којни што сме ги зеле да ги расплодиме и женките што ги имаме и да направиме легло што ќе е израстено Точно. токму кај нас тука. Браво. Сосема се доволни за јавање. Јас сум пресреќен што се тие мирни. Да, ме убави се. Да. Убави се, навистина. Браво. Што ќе почнеме? Дали ќе почнеме со јавање коњ? Добро би Или- било со којниве Добро. една тура мала Јас да ја сум направиме. Јас сум повеќе за квад да почнеме и да видиме после кој на кому. Како ќе кажете вие така? Јас сум среќен први што не посетивте и што дојдовте. Ајде да правиме Ако, на сигурност. Ако, Може? нема проблем. Ајде, ви благодарам. нема Ајде. проблем.
Прошетавме малку со квадот. Одлично. Местото, вистина, за мене нема поубаво. Јас секогаш кога дојгам од првиот пат да кажам што дојдов во Македонија, Охрид ми беше омилен. Ама да ти кажам право, овој дел не го познавам. Јас Охрид, Струга. Овде Свети Наум, окей, ама во меѓу има убавини. Така. Убавини. Ми е драго и што ги видовте, што ги откриевме, што да. прошетавте, Точно. што ги снимивте и што ги споделиме со другите Точно градачи. така, да. Тоа е поентата. Кажи ми што ми кажа ти. Објасни ми пак. Ето, тука сме ова ние како една крајна точка која ја користиме и со квадовите, со четириколките и со коините, како тура една што му ја правиме, како едно последно, да речем, седнување, пиење кафе, едно резиме на целата екскурзија и од тука се враќаме на појдовната точка кај картингот. Едно од најубавите работи е што стварно го осеќам не само место во цело Љубаниште и Свети Наум, него конкретно ова делче овдека како еден мој храм, пошто овде сум израстен со мојот дедо и баба. Тие тука садеа праски, кајси, јаболка, компири, ова све беше со зеленчук и овошје. Па од тука ќе си соберевме од зеленчукот овошјето, па одевме да продаваме со дедо ми во кампот, во другиот од малечко, да, од дете. Колку години имаше? Од 4 години ме земаше тој со него. Па после пченки да продавам, варени и така, и секој ќе си дојдам овде ми се сите спомени од дедо ми и од баба ми. И ова е еден од најубавите поклони што ни ги остави, дедо ми и баба ми. Многу сакам кога збориш од дедо ти и баба ти, од ја исто дедо ми и баба ми за мене беа Господ. Немаше други луѓе, да. Ја пораснав со нив, кога сум роден до 12 години и за мене не се заменливи, да. И сега го разбирам тој кога ми збор. збориш од нив, многу ми јас сум човек многу емотивен. Ако сум глава, но многу сум емотивен. Потполно те разбирам. Јас дури и сега моите деца што растат гледам да се секој ден и со дедо и со баба. Тоа е најважно. На здравје. Да знаеме од каде се нашите корени. Точно. Да ги почитуваме. Точно. Ти благодарам за ракијата да Во кажеме. секое време и ке ми е ова драго супер. многу почесто да не посетувате и да си правиме дружби тука. Големо задоволство. Ама јас кога пијам ракија, мора да има нешто со тоа, да се јади, Така е да најсладко. се чепка, Така е најдобро. Да, точно така. Имам од моите пријатели, партнери, президент, убаво сирење. Браво. Се ја сакаме Македонија. Точно. На вистина. Они произведуваат сирење, македонско сирење. Овде во Македонија. Президент го има секаде. Точно, да. Луѓето сакат домашно. Ова е исто, ама се знае од каде доаѓа, се знае како е направено и се знае од тие почитуваме по ASAP стандард и све тоа. Гледе, ќе се отвориме Сега едно. ќе го пробаме, да. Ова е мешано. Имаме овчо, имаме и козјо. Што сакаш? И козјо и овчо. И козјо и овчо. Еба, Дайте ги пробаме. проблем немам мешаното овде, имаме козјо Ние тука. ќе ги измешаме. Ајде, ќе земеме едно паче овде. Од козјо Браво. со ракијата или со Со све. кисела вода. Све. Оди перфектно. Многу ме сака кучето. На нозите ми легна. Браво. Еј, како интересно Многу спаковано, лесно. браво, сега тоа сакам ете, да го и он сака парче. И ти сакаш, јади сирење. Таа е женка, да. Ке јади сирење. Ајде, пробај сирење. Епа, ако и она јади сирење, и јако. Да. Епа тоа и Браво. јако. Тоа покажува ти на вистина и убаво. Ајде, ќе си ставиме едно парче и ќе уживаме со сирење. Може да ми го дадеш ножот? Да, со задоволство. Ќе си го сечиме парчето и ќе уживаме. Фала ти многу. Едно за тебе, едно за мене и ќе Ајде продолжиме да ако го сакаш. пробаме, да. Со прстен. Знаеш, Нормално. Набавче така не е. се наздравува со храна, Со све. ама ја обожавам. И козјо? Што Прекрасно. сека козата, а? Прекрасно, секоја чест. Каде трчаше, каде се хранеше, не знам, ама многу убаво, а? Многу убав, вкусно, одлично. Знамо ти не се збори пуста, полна. Ама мино ми беше, моме точно го направите, мислам да го продолжиме. Да одниме уште малку круче. Така ќе е најдобро, браво. Да одниме преку езерото Може да поминиме и да ги видиме некои коњите. делови. Да, А? да. Ја Малку правиме ми е- таа екскурзија. Малку ми е, ама Не, не мора да се топ качам. си, топ Не, си. не, ќе ми биде предизвик за мене. Одамна не се качев на коњ, па ќе ти кажам имам сувенир, имам да, од Некое сеќавање. Да, сеќавање, ама иде ке предизвикот е прифатен. Ќе направиме.
се убаво, здрави, живи да биде. Заедно за убаво. Ова целодневна прошетка малку ме умори. Се договорив со пријателот, екскурзијата со коњите да оставиме за друг ден. Среќен сум што има автокам во близина. Да здивнам малку. Прекрасно утро, така што велат, утрото, денот се познава. Па. Доаѓате на време. Браво. Добар ден, господине. Уживака. Може, обавезно. Здраво. Дојдовте? Добар ден. Сашо Клаус. Со исто шапо, со иста капа? Па исто, со иста Така. шампонце миеме. Така можеме да кажеме. Драго ми. Мене исто. Да ви објаснам. Јас сум Марк, авантурите на Мак, се шетам во цела Македонија. Многу сум среќен, оти го најдов вашето место. Вие сте газда овде од местото? Не, тука сум вработен. Аз сте вработен тука. Ми кажа да дојдам овде и ми кажа ти можам да се паркирам каде сакам. Сум Слободно. Карши, ке кажав Карши море, не, јас сум Карши езерото. Најубавото езеро. Но најубавото место. Да ви кажам право, јас сум новис, сум почетник во кампење, тоа. Местото е прекрасен. Кои се условите што ги имате овде? Ја видов влегов, имаше нешто како не како за децата, ама за возрастни деца. Има адреналински парк. Тоа. Ова ќе биде за друг ден да оти денес навистина. Нема да можам да одам до таму, ама супер е, навистина. Кога сакаш. Што имате уште друго како нешто така посебно што го нема каде во други места? Игралиште за кошарка, игралиште за кошарка. мал фудбал. Добро. Значи, све е тоа окей. И WC купателно направен санитарни Да, обавезно, да, минимални услови како да кажеме. Продавница. Добро. Гледам оти имате и ресторанче, имате Имаме Шанк, Шанк. со ресторант за пицерија и Добро. другиот е поголемиот ресторант, тој работат за окей, други готови јадења преку лето. супер. Сега. Не ви пречам овде како се наместив. Ја го зедов, Одлично, ја не, можам не. да кажам оти го зедов најубавото место. Не, Тоа ми ништо не сметат. Да? Слободно седете си, Супер. уживајте. супер. Ако нешто треба, Шанкот е Да, тука. пред да се одите. Чекајте, имам нешто за вас. Од нашите партнери што ни прават поклони со љубов. Ајде, како сте? Многу добар, прекрасен човек. Мислам оти заслужувате од витаминка еден убав поклонче. Фала. Внатре има неколку за грицкање, за заготвење, за пуно ствари. За со Па мислам оти мезе ќе со уживате добри со тоа. пријатели. Да, ете така Мило точно. ми. Пак ќе ви Фала. кажам, пријатно. Ќе ме извините, Пријатно, да уживајте. вистина денес беше Имате тежок овој ден. престој. Да. Само ќе биде оба прета. Еден ног што ќе поминам кај вас. Утре тргувам за Преспа и ќе се видиме побарате може утре. уште Може еднаш ќе се да видиме утре за останете, уште мајне. една Ако не, вечер. ќе видиме. Може, Ако може. не со вајле пиеме Како кафе. се кажува, може да, може не. Можда да, можда не. Да сме здрави и живи, Фала многу. секој е добро. Побелете. Побелете. Пријатно. Епа, Секој така е се добро. завршат авантурите на Уживајте. денес. Па да, фала ви многу што Уживајте во природава. ќе уживам и во во природата. мирот. И тишинава сега малку. Точно така, ќе се одморам, ќе одам во камперот, авантурите на Марк денес се завршуваат, се гледаме во Преспа. Пријатно на сите. Така. Мојот пријател Климент ми кажа дека ми подготвил некој изненадување. И ме чека во Националниот парк Галишица. Толку сум возбуден, што решив да го прескокам по јадокот и веднаш да тргнам.
Гледаме следната недела со нови доживувања.